Со положување свежо цвеќе и едноминутна почит, членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Брз Тито од Кочани го одбележаат денот на борецот, што на 4 јули се прославуваше во поранешна Југославија. Десетина повозрасни членови, кои се уште добро се сеќаваат на времето, кога тоа беше еден од најсветлите датуми во некогашната заедничка држава, скромно, но достоинствено се собраа за да им одадат почит на борците кои ги изгубиле животите за слобода. Рекоа дека за нив ова е голем ден и традиционално го слават како празник што не треба да се заборави. Ние им одаваме почит на сите тие кои што паднале за нашата денешна слобода во која што ние живееме и уживаме. Положивме свежо цвеќе во паркот на споменикот на Никола Карев, председателот на Крушевската република, и на нашите борци на Љупчо Сантов и Раде Кратовчи. А дојдовме овде и на споменикот на борците на слободата да им одадеме почит и тука да положиме цвеќе како и секоја година и оваа година. И тоа ќе продолжиме да го правиме и понатаму. Трендов рече дека не треба да се заборави оти со одлуките што токму на 4 јули ги донел Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, поранешните југословенски народи се кренале на востанија. Па ако не била таа одлука, немало да се одбележува ниту 11 октомври, денот на борецот во Македонија. Редовните активности на кочанските титовисти и известувањата за нив во медиумите, според првиот човек на Сдруженијето, влијаело на заинтересираноста и на други граѓани за зачленување во него. Секој пат после наш настап, било во студио или на терен, се зголемува нашето членство и ние лично се надеваме дека ова ќе продолжи понатаму. Трендов рече дека располагаат со скромни финансиски можности што ги обезбедуваат од сопствениот буџет преку членарина и минимални донации, поради што и не можат да организираат поголеми прослави. Сепак, за нив, и тоа е доволно, за да ги одбележат светлите датуми од историјата како основа за создавање на денешната самостојна држава Македонија.